Благодарам. Многу суштинска тема, која што уште некој период пред изборите беше најавувана, транспарентно прикажана пред граѓаните во предизборна програма, која што доби поддршка од над 600.000 гласови на изборите, во кој што суштината е само една и единствена цел: да се расчисти самоочуриштето кое што го има окупирано македонското судство и конечно правосудниот систем да биде ослободен од децениските стеги во кои што се наоѓа. Координиран настап во кој што провејува многу навреди, настап кој што немаше никаква аргументација и настап кој што имаше за цел да направи една димна завеса, за да на крајот од денот впечатокот биде дека некој сака да прави упад во уставниот поредок, некој сака да го политизира судството и обвинителството и некој сака да направи, замислете како го кажа тоа вчера од редовите на СДСМ една професорка на правниот факултет, упад во уставниот поредок. И ајде да се вратиме прво на почеток. Кој го зборува тоа? Дојде Весна Дамева, даде свој исказ и избега од салата, а другите кои што чекаат да почне седницата на судскиот совет не баре во овој ден денеска и во овој момент ќе одлучуваат за нешто кој што значително ќе ги промени нештата, даваат изјави од безбедна далечина дека ова е неуставно, дека тие нема да присуствуваат, дека ова е упат и така натака. Но она што мене ми го задржа вниманието, излезе координаторот на СДСМ, додека беа тука присутни целата пратеничка група од 18 луѓе, и тој ги искористи истите зборови. Знаете ли што е упат на системот? Кога еден криминалец како Оливер Спасовски ќе биде од собранието тука и ќе се обиде тој систем да го заштити. А до него ќе седи тој кој што... Ве молам, само да го чуваме дигнитетот на пратениците. Дигнитетот на пратениците се чува со своите постапки и дела, а дигнитетот треба да го чуваат тие кои што излегуваат тука и се дрзнуваат да делат памет, а првите тие треба да ги посетат овие инстанции да одговараат за истите. До него е седнат оној кој што во услови на најголемата пандемиска криза имаше одредени скандали за кои што требаше овие институции да навлегуваат. Но ете, не се тука, нема да зборувам за нив, за дигнитетот граѓаните ќе кажуваат. Почитуваната Дамева и другите имаат напишано дека неусвоениот извештај не може да биде земен како платформа, бидејќи бил само статистика. И сега замислете, таа статистика 6 години е иста, но во суштината на тој извештај не е дека таму треба некој да напише бројки. Туку треба нивната уставна обврска да ја образложат пред пратениците. А дека зборуваме дека ние правиме упат во системот, ајде да видиме кој прави упат во системот. Дали знаете која е нивна уставна обврска? Вели, ги избира и разрешува судиите, ги избира и разрешува председателите на судовите, утврдува престанок на судиската функција, ја следи и оценува работата на судиите. Ова е уставна обврска. Дали слушнавте нешто да кажат за оваа уставна обврска, или ќе го толкуваме уставот кога треба некој да не разреши од функција и треба да престанеме да ги имаме бенефициите? Што правиме со уставната обврска од членот 8 и 9 во уставот за темелните вредности, каде што секој граѓанин во оваа држава заслужува да има достапност, пристапност до правото и да има фер судење? Тогаш не беше важно тоа. Така, тогаш тоа не е уставна обврска, ама уставна обврска и упат во уставниот поредок бил кога пратениците ќе ги повикаат тие 5 мина кои што тие ги назначиле да дојдат во собранието и да едноставно одговорат на тоа кое што е барање на пратениците. Интерпелација затоа што не си ја вршат работата. Ете, јас ќе ве прашам и вас како колеги, но ќе отворам едно прашање во јавност. Ајде малку да се фокусираме на суштината. Дали некој од овие обврски кои што ги наброја, вие слушнавте некој од судскиот совет да излезе и да каже дека некој судија ќе треба да биде разрешен, дека не се задоволни од неговата работа или дека, замислете, побарале престанок на неговиот однос во судот. Само казна од 20%. А за оваа господја за која што говореше почитуваниот пратеник и колега Ковачки, за која што говорам и вас, знаете ли што е индикативно? Дали ви е познато името на судијата Енвер Беџети? Тоа е сега на американската црна листа, зашто, замислете, го застарил делото на Сашо Мијалков. Така пишува, заедно со Артан Груби. А знаете ли што е индикативно и поврзаноста на оваа господја
со тој судија, 2023 година, кога на состанок требало да се одлучува за дисциплински престап на истиот судија, се прекинала вибер комуникацијата баш кога требало да се донесе одлука. Замислете сега. И ние ќе зборуваме тука за упат во уставниот поредок за дигнитет. Ние за тоа ќе зборуваме сега тука. Ете, да испадне дека ние политизираме, нели тука се споменаат тефтерчиња, ама што правиме сега со ова што е директен указ и повреда на работното место кое што во моментот го имаат овие луѓе. Се кажа што сакаат граѓаните, вика на граѓаните не е важно кој е член на судскиот совет. Каков парадокс? Каква лага? А што заслужуваат граѓаните? Заслужуваат да имаат судови каде што ќе им го достават нивното право, кој што ќе судат фер, а за тоа има надлежен во државата. Не можете вие да кажете дека сте ненадлежни, ако имате 2% доверба и ако ништо не сте направиле во изминатиот период. Знаете како, оваа господја беше позната по една кованица, кога даваше оставка од председателка на судскиот совет, политичка бизнис елита. Веднаш по тоа, проверете го добро тајмлајнот на случувањата, се судрија со Весна Дамева, каде што Весна Дамева тогаш, со голем ентузијазам, како избран нов председател на судскиот совет, директно од правната комисија на СДСМ, ја праша јавно да Црвенковска каже кој се дел од тој политичка бизнис хајка која што ја правила притисок. Дали некој тука во просторијава или некој во јавноста дозна кои биле тие кои што и вршеле притисок на оваа господја? Дали некој дозна кои се тие кои што од потоа и вршеа притисок и на Весна Дамева? Но најважно... Не. Ама знаете ли што знаеме? Дека тие уште се таму и дека тие уште примаат плата. И дека овие судии кои што замижаа, овие обвинители кои што замижаа на договорен тендер за набавка на вакцини, кои што замижаа на скандал во кој што изгореа 14 луѓе, во кој што замижуваа, не земаа во обзир вештачења, кочеа вештачења, прикриваа докази за грозоморни настани во нефункционален систем кој што убиваше луѓе, се уште се седат таму и доаѓаат тука и се дрзнуваат да не навредуваат нас. Сакам да расчистам една дилема. Ова нималку не е партиска пресметка, ова не е политичка пресметка. Ова е далеку од тоа. Ова е само обид да се исуши тоа мочуриште кое што 34 години ја враќа оваа држава назад. Ова е борба против навики. Ова е борба против нарав. Ова е борба против карактеристика на корупција која што губи во овој систем. Ова е борба да не биде како до сега и ова е борба да не се замижува на ваквите работи. Вие не можете да лечите диагноза само заради тоа што вие сте оценили дека треба да ја продолжувате терапијата. Ако сакате вие да имате некаков резултат, процесот мора да биде болен, но најпрво од се процесот мора од некаде да започне. А тој ќе започне и ќе биде поставен и ќе даде резултати само ако е поставен над здрави основи, без разлика колку тој почеток ќе боли или дали некој ќе прими политички куршум. А за ваквите луѓе кои што уценуваат, кои што убиваат со нивното поуторство и неспособност, не постои друг начин да се надмене ова, освен почитувајќи го Уставот, почитувајќи ги законите и алатките кои што ви се дадени, директно да ги удрите во чело. И да, намерно ја употребив оваа кованица, за да ги вознемири сите, да ги вознемири и нив, да ги вознемири и овие од лево, да ги вознемири и тие кои што како сателити од околу пласираат информации во јавноста, дека ова било некаква политизација на просторот. Ова не е политизација. Ова е расчистување со ние луѓе кои што се дрзнуваа во изминатите 7 години да му служат на некој партиски шериф кој што од владата на ситно напишан ракопис одлучуваше за судбини на луѓе. Тоа така повеќе нема да може. Ако правиме рестарт на системот, треба да го почитуваме тој кој што се охрабрил по секоја цена, најмногу по тоа да загуби во перцепцијата во јавноста, а се занимава со политика, да направи рестарт на системот. Тој рестарт ќе почне од сега и тоа кое што задоволство и кое што може да се искаже е дека тој рестарт нема да заврши овде. Ако сме одлучиле дека сакаме да градиме правосудство на лица кои што се професионални, кои што се некорумпирани и кои што имаат дигнитет, тогаш тоа ќе започне од сега. Воопшто не треба да размислуваме во друга насока. Секој еден кој што сака да биде вклучен во ова, вратите му се отворени.
врз уставот, врз законите и врз почитувањето на позитивните нападствија кои што треба да бидат одлучувачки во секој еден човеков карактер. Ви благодарам.